Од утре стапува на сила законот за практиканство, со кој во земјава законски се уредува практиканската работа, со што ќе се овозможи непречено стекнување на практичното искуство на невработените лица, зголемување на нивните вештини и полесно вклучување на пазарот на труд. Новото законско решение им дава можност на компаниите под посебни услови да ангажираат практиканти, при тоа со својот ангажман регулиран со договор. Тие ќе добиваат паричен надомест, како и менторство од искусни и стручни лица во компанијата. Со тоа невработените лица добиваат можност да се стекнат со стручни и практични вештини, кои најчесто покрај формалното образование се критериум при вработување, а работодавачите ќе добијат можност да едуцираат кадар по своја мерка и да бираат на пазарот на труд од повеќе стручни лица. Практикант може да биде невработено лице на возраст до 34 години, а потребата од практикант работодавачите ќе изразуваат со објавување на јавен оглас кој треба да содржи информации за условите за практиканство. Законот дефинира минимален период на практиканство од 1 месец и максимален од 6 месеци. Како и правило, еден практикант да може да врши практиканска работа само еднаш кај ист работодавач. Максималниот број на практиканти кај работодавачите ќе зависи од бројот на вработените на неопределено работно време кај работодавачот во претходните 3 месеци пред ангажирање на практикантот. Законот предвидува обврска за плаќање на доместок за време на практиканската работа на практикантот од страна на работодавачот, и тоа во висина од 42% до 74% од минималната нето плата во земјава, исплатена во претходната година. Ова се однесува на практиканство до 3 месеци, додека за практиканската работа подолга од 3 месеци, месечниот надоместок кој работодавачот треба да му го исплати на практикантот треба да биде во висина на минималната нето плата утврдена со закон. Целата практиканска работа мора да биде подкрепена и регулирана со договор за практиканство со кој се уредуваат односите, правата и обврските меѓу практикантот и работодавачот. Законот забранува склучување договор за практиканство за замена на постојано работно место. А за време на практиканската работа, практикантот не ги губи правата по основ на невработеност и правата од областа на социјалната заштита утврдени и стекнати согласно закон. Работодавачот има обврска секој случен договор да го пријави во Агенцијата за вработување. Со ефикасна примена на законот се очекува позитивен ефект да имаат и работодавачите кои на пазарот на труд ќе можат да најдат повеќе лица со практични вештини и знаење за одредени работни задачи. Ако се земе предвид долгогодишното укажување на бизнис заедницата за потребата од законско регулирање на практиканската работа, овој закон се очекува да донесе позитивни ефекти на пазарот на труд и во економијата воопшто. Законот за практиканство е објавен во Службен весник број 98 на 21 мај.